Сејдбената сезона на оризот годинава ќе започне на време, велат оризо производителите. Седмата очекуваме да започне во рокот оптимален, бидејќи најавено е дека вода ќе се пушти најкасно до 7 мај да заврши со сејдбата, така да планираме април негде 15 да планираме дека водостопанство ќе излезе со став, односно со соопштение дека водата ќе ја пуштат порано, бидејќи минатата година имаше задоцнување и имавме проблем со жетвите. Оптимизмот дека процесот ќе се одвива навремено, а во кој главен фактор е водата, го потврди директорот на АД Водостопанство Филип Филипов. Дали водата ќе стигне на време? Да, кажавме, секаде каде што ќе биде побарана вода, во одредено време ќе биде дистрибуирана. До овој момент од водостопанство најави за рестрикција на површините нема, но производителите сметаат дека површините ќе останат исти. За сега немаме од водостопанство, а водостопанство кои одлучуваат која површина ќе биде посејано, дека ќе има рестрикција, мада се најавуваше при разговори кога имавме со Министерство за земјоделие и со АД Водостопанство дека овие површини се повише од она што ги задоволува потребите на Република Македонија и за извоз, така да имаме вишек производ. Се најавуваше дека поголем дел од површините што се наоѓаат во Рицко-планинскиот дел, така речено, повисоките места и песокливите, дека нема да бидат засејани, меѓутоа ситуацијата со вода која што имаме сега е повише од задоволителна, па мислам дека најверојатно ќе ги пуштат сите површини, бидејќи до денес немаме најавено од страна на АД Водостопанство дека ќе има рестрикција на површини. Клучен проблем за оризопроизводителите останува непродадената ланска реколта. Меѓутоа, за жал, мислам дека таа реколта сега што ќе биде во 26-та ќе биде проблематична, бидејќи со иста количина на оризова арпа доколку и ако бидат временски услови подобри, значи очекуваме подобар принос и ќе имаме далеко повише принос од она што и самите ние очекуваме. И затоа рачунавме дека ќе има намалување на површините и дека оризовата арпа си има некоја извозна стимулација од страна на владата да ја даде, меѓутоа за жал поминаа и тие празници кога се троши оризот, гледаме извозот остана така како што е и мислиме дека 26-та ќе ни биде многу потешко од 25-та во делот на пласманот на оризовата арпа. Да се ми живи и здрав. Фала. Во Кочанско годишно со ориз се сеат нешто над 4000 хектари, а просечниот принос е помеѓу 8 и 9 тона по хектар.